Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Одиме? Одиме, може. Денес Ми вторник. рекоа да се насмееме повеќе, најверојатно сме намрштени. Па не на радио, не знаеме многу да се смееме. Па не, генерално, види, важно е на радио гласот да ти е насмеан, вокалот да е фин, да има расположение. А тоа е Мислам потешко. мислам дека е потешко, но денес на вистина со сончевото време надвор не би требало да ни биде проблем да го започнеме ова наше радио ТВ дружење. Ете баш тоа сакав да знам колку Посвежо ми беше утрово, штом јас додека ги 17. шетав кучињата, облеков Дукс 21 степен. 21, да, беше студено ова утро. 188-иот ден го уживаме, поинако вторник на радио, вообичаено е така, на телевизија ќе биде стандарден, а она кое што ме радува е дека ни остануваат уште 177 дена до крајот на годината да реализирате сите она кое што сте зацртале за 2026. Имаме уште доста време. Вторник е еден од најпродуктивните денови во неделата, така покажуваат истражувањата, вели повеќето луѓе денес имаат најдобра концентрација и најмногу завршени задачи. Нешто не ми се верува баш, Не, како нас ни почна денов, многу сме јас и ти некако дезориентирани, неорганизирани вторнички. како да ми е втор понеделник, Аха, така се добро. чувствувам. И вчера некако бевме растрчани и денес во исто темпо, ама вторник вели знае да биде ден кога и покрај тоа што не почнува баш најсовршено, вие може да го промените до крајот на денот. Ќе успееме? Ќе успееме. Тоа беше Зорка и незината поезија. Многу убаво некогаш составуваш реченици. Утринска мотивација. Па не, многу е важно со позитивна мисла да тргнеш, а кога ќе тргнеш со позитивна мисла, нема ништо што не може да го завршите. Не следите во живо и на Facebook и на Instagram, веќе одиме таму лайв, не следите и на македонската телевизија, секако нашата база, незаменливото Радио 2, стартуваме со звук што се гледа до 8:00. Одиме со краток джингл. И ако за нешто се радувам овие неколку дена, дефинитивно тоа ќе биде затоа што сте многу активни на социјалните мрежи. Ви благодариме прво што не следите, а второ што ни подарувате по некоја фотографија во нашето сандаче. Едноставно е задоволство да се гледа како не уживате и вие од другата страна на малите екрани или на радијата, исто веројатно како што уживаме и ние. За самиот почеток, Маја. Првата фотографија, Маја ни испрати една фотографија. Само да кажеме, и Маја и Слободан добиваат вакви прекрасни шолји за кафе. Така. Звук што се гледа, бидејќи ветивме кој што ќе ни праќа креативни содржини, видеа и фотографии, ќе се добива шолји за кафе, ќе може да си ги подигнете на пријавницата на МРТ. Еве, сега, гледај. Што е пубаво тука, не знаеш дали телевизорот, јас и ти или кафето. Убава комбинација сум направила тој ден, тоа можам да забележам. Поздрав Маја, добро утро, ако не следиш во моментов од дома со една повторно ваква убава шолја кафе, чекаме да ни пишеш. А од друга страна би сакала да ја дзирнем и фотографијата на Слободан, која што исто така ни ја прати. Слободан ужива на одмор. Слободан е во друга димензија. Да, прекрасно и блазисимо, ама ми е драго што каде и да одат нашите слушатели и гледачи не носат заедно со нив. Ова е доказ дека на вистина каде и да одите, секогаш не носите заедно со вас. Се чувствувам како да сум на таа плажа. Каде е ова? Па немаше напишано, ама мене беше доволно самото тоа што утрото го асоцира на мене и тебе. Па сите што не слушаат во моментов, можеби во Охрид, Дојран, Преспа, уживаат утрово со сонцето покрај нашите езера. Добро утро, ова е Радио 2. За кратко информираме за околу важните информации, сообраќај и време. Се враќаме за некоја секунда. Како ти покажа тебе 21, кога кај мене вели само 20? А сега колку? А сега е 21, што тука се промени, да. Мораш малку да го освежиш. Утрото ќе промени се, имаш една песна. 21 степен, 32 максимални во центарот на Скопје за денес најавени, 35 низ целата држава, а веќе од утре очекувајте
нагоре надоле да се движи температурата, 34 утре, а 30 задутре, што значи дека тука некаде ќе бидеме со температурата, најавен е некој ситен дожд, се надевам дека навистина ќе биде ситен, нема да ни изненади нешто негативно, ама од друга страна па дождот не мора да е секогаш негативен, сега не во оние количини кои што го имавме како во средата на пример, ама може еден романтичен летен дожд да ни се случи. Може, зошто да не се добре дојдено, но какви се најавите ќе ги имаме дождовите уште доста во текот на овие денови. Во Скопје утрово раздвижено, немаме проблеми во сообраќајот, гледам на сообраќајната мапа, стандардните сообраќајници и места кои што се критични рано наутро во моментов имаат повеќе автомобили, но сепак некако тече сообраќајот. Се вози без проблеми на државните патишта утрово. Каква е на Евзони и на Табановце состојбата, чекам да ни пишете. Официјалната информација на веб страната на АМСМ, обновена во 7 часот, вели дека на границите немаме подолги задржување за влез и за излез од државата, но во меѓувреме ако се направила гужва, пишете. Ете да ви направите гужва. Ете ви шанса, ако возите кон Гевгелија, побрзајте, се уште нема гужва, бидете меѓу првите кои што ќе го пореметите одморот на тие што ќе заглават на граница. Да. Може така да кажам? Па може. Сега Песна. некогаш нели и едноставно работите мора да се случат така како што се случат, се знае дека лето е еднакво на гужва, еднакво на чекање на граници, така е и ова лето, а се знае дека и после па временската и трафикот, односно метеото и трафикот, знаете дека слушаме музика. Александра Јанева со сестра. Еве ни е првата музичка номер за ова утро. Добро утро, 7:39. Има ли излез од ова дно? Има ли нешто добро од ова зло? Има ли, има ли што ми правиш несреќо? Не си тихо, си деволци и муси на моите солзи. Залута во коприви, токсични се твоите допири. За мене, Бога ми,
Александра Јанева, сестро, многу ми се допаѓа стилот на Александра и не знам дали забележа низ годиниве како скромно, полека, тивко, со квалитетна музика, навистина направи бренд, име и презиме и ми се допаѓа како се уште расте и се развива музиката. Ке расте и мислам Каква дека приказна, имаме простор. Целосна. Мора да ја поздравиме ако не слуша утрово, ќе си ја поканиме Па јас наскоро сум на гости. сигурна дека не слуша со оглед на тоа што има мало бебенце дома и утрата и почнуваат многу рано. Па со радио или со јас кога не И знам со радио, бебенце, со можете да телевизија. слушате радио, добро. Добро да е, зашто да не слушаш Дека радио, плачат, дека има Некогаш потреби. радиото ќе биде погласно од бебенцето и така. Денеска е светски ден на чоколадото, ако го погледнам календаров. Да. На светски денови. Зошто почнуваме вака, вкусно? Па не знам, се верува дека токму на 7 јули чоколадото прв пат пристигнало во да. Европа во 1550 година. Ако прв пат стасало, не е никаков проблем да стаса и до вашите домови секогаш кога ќе посакате. Дали знаеш колку зрна се потребни какао да се направи само една табла чоколада? Па многу предпоставувам. Над 1000? Блиску сум. Малку некаде претера малку, да. Абе добро, веројатно за дупла чоколада правам. Ајде прочитай. 400, Добро. 400. Да, па се трудев да не прочитам, да бидам Ова е реална. лесно. Кои се најголемите љубители на чоколада во светот? Ване и Зорка. Швајцарците. Не се. Ако бевме швајцарци, да, се уште не сме сега. Вели просечно јадат повеќе од 10 килограми годишно по човек. Како се витки ако јадат толку чоколада? Тоа ми е прашањето. Имаат планини пешачат. И тука од први до трети кат Имаме ние одиш со планини. лифт. Така Па зависи е, кој така. како Нека ги знае користи. цела Македонија кој како ги користи скалите. Денес е уште еден убав ден. Ако нешто сум ти погрешил, треба да ми простиш. Не од верски аспект денес, туку глобален ден на простувањето. Значи, така прочка е, да. ние си поминавме да не нападне некој, ова така глобалистите го слават денов, па ние да го одбележиме. Да се подсетиме на важноста колку е важно некому да му простите, некој кој што можеби ви погрешил за нешто. Едноставно, важно е заради себе самите, а потоа и заради другите. Тоа не значи дека го оправдувате нечието насување, односно оној кој што ви сгрешил нешто. Меѓутоа значи дека сте го надминале тоа, сте над проблемот и ситуацијата и едноставно велите, окей, сега ќе знам подобро, следниот пат можеби ќе одлучам попаметно. И меѓу другите два дена кои што така ќе ги претрчаме, не дека не се важни, меѓутоа имаме Ване, мир и па, љубов е сега. убав Да, ден, да, меѓународен ден на мирот и љубовта и Светски ден на промените. Ако Да. нешто сакате да промените, јас не случајно реков уште 177 дена до крајот на годината, па на крајот на криштата направете нешто ново и поразлично. И вели за крај еден факт за создавање нова навика не постои магичен број од 21 ден, бидејќи истражувањата покажале дека во просек се потребни околу 66 дена, но тоа зависи од човекот и навиката. Прв пат слушнав вакво нешто. Океј, ете. Ве чекаме да ни потврдите или не на Радио 2 МРТ на Facebook и на Instagram, каде што одиме и лайв, чекам да ни пишете таму. Добро утро, ова е звук што се гледа. Списокот за потребни нешта кои мора да се земат за на одмор е секогаш бескрајно долг. Меѓу тоа нешто и за комарци. Јас ја убив од чешање левава рака утрово. Не знам, суеверијата колешка вела ми- дека лева рака ако те чеша, некој парички те чека, така што јас одбирам да верувам дека пари не чекаат, а не дека ти искасал комар. Јас си кажав 20 пати дека ме искасаа комарци, 2 дена се жалам, она ми кажува дека ќе сум земал пари, јас си кажувам плата се уште е рано, само што почна новиот месец, така да по А моје јас ќе ти биде. кажувам дека имаме прилог за гледање. Да се вратам на списокот. Може? Списокот. Дали е реален? За нешта кои што треба да се земат за одмор. Тоа се нешта кои мора да се понесат со вас, каде да одите дури на неколку дена, па макар и престојувале во хотел до 5 звезди. Познати сме по тоа што носиме се и се што со нас, но кој е вистинското прашање, знаеш? Не. Што е апсолутно неопходно за понесување кога заминуваме на одмор? Имаш таков список неопходно? Да, картичка со пари. Ајде да видиме тик-так како тоа го спакува. Постојат луѓе што на одмор одат со еден ранец, 2 мајци, еден шорц и пасош. Меѓутоа, просечниот македонец не ги разбира тие луѓе. Кај нас не се оди на одмор, кај нас малте не се врши преселба. Прво, греалката. Да, надвор е 36 степени, ама што ако студи вечер? Не може да се ризикува. Следно, скара. Затоа што не е важно што хотелот има ресторан, ако еднаш не замирисе на кебапи, одморот не е официјално започнат. И нормално, маталката за кафе. Бидејќи постои реален страв дека во радиус од едно 500 км никој не знае да измати ладно кафе како што ти можеш да го направиш дома. Мини фрижидерот е
задолжителен за плажа. Внатре има вода, сок, домати, сирење, лубеница. Уште малку може и замрзната сарма да реши да носи некој. Продолжен кабел. Никој не знаеш зошто, ама можда ќе ти затреба, не се знае. Тој кабел реално е пошетан од што е дестинација Скопје Марс, можеби. Да не ја забравиме домашната аптека. Таблети за глава, за стомак, температура, алергија, фластери, јод, работи кои што никогаш не ти се случиле, но може да ти се случат кога си на одмор, и храна за напад. И ако патувањето трае 2 часа, може да се биде гладен, па потребно е да се носат намирници доволни да прехранат едно трочлено семејство во следните 5 дена. Ама покрај се ова, има една работа без која ниеден македонски одмор не почнува, а тоа е кавгата. Не е важно дали причина е навигација, куфери, клима, кој заборавил што или кој рекол тргаме у 6, а се излегло во 9. До излез на град барем еднаш може да се чуе ја ти реков, не се прави паметен, врати се го заборавивме полночот и магично, штом ќе стигнете на море, никој веќе не се сеќава за што се карал. Традиција да се искара Легендата семејството. вели дека а ако не се искарате, одморот не може да почне. Во продолжение, да се смириме ние со добра музика. Да ги Може. стишаме кавгите утрово, Дупер и Бојана со 4, бидејќи на гости нема да кажеме кој ќе ни дојде од тројцата. Може? Ајде. Ќе кјутиме, се уште ќе кјутиме и ќе уживаме со песна, а потоа да го испиеме и првото утринско кафе со нашиот прв гост. Сите тајни ги допирам, се што криеш во себе со страв, многу лесно го откривам. Негде далеко припаѓаш сега, други места те добијам. Тие очи се небесен свод, дали знаеш? 4 пак сум го понила, кого крие сонот знае срцево. Градот ми е поубав од обично, Со тебе знај, има ли крај? Ако сакаш да погодам, ти го правиш тоа најдобро. Градот ми е поубав и логично, со тебе знај, дури до крај. ја пак се навраќам на нас, исти места пак отбирам, се што кријам во себе со страв. Ти го знаеш, и да не чувствувам, за да заборавам. Чувствувам се и тебе во мене, и да пишувам се што ми доаѓа, да купам малко време со тебе. 4 пак сум го понила, кого крие сонот знае срцево. Градот ми е поубав од обично, со тебе знај, има ли крај? Ако сакаш да погодам, ти го правиш тоа најдобро. Градот ми е поубав и логично, со тебе знај, дури до крај. Четири пак сум го бунила, кого крие сонот знае срцево. Градот ми е поубав од обично. Ете сме назад, 7 часот 51 минута и веќе ја откривме гостинката. Гостинка ќе имаме утрово во студиото. Ако треба да ја почнеме низината најава, ќе кажам дека приказната низина не почнува со песна, туку со балет. Денес чекори по музичкиот пат со својот препознатлив стил, а за себе ги има никогаш доволно Боја и 4. Утрово ќе зборуваме и за музиката, за балетот, за сцената, но и за тоа како
треба да се следи сонот. Од фан на Дупер до соработка. Заедничка песна, но и заеднички песни со Борис Какоринов. Добро утро за Бојана Арсовска. Ептен ми е мило што те имаме во студиото, што Зорица те договори и ме пушти да го водам интервјуто. Бидејќи уште кога ја слушнав прв пат песната, навистина има одличен урбан вајб и сакав да те запознам. Ви честитам. Добро утро и од мене. Многу ми е мило што ме разбудивте толку рано. Не стануваш рано? Станувам рано инаку, ама некако се одвикнав периодов. Па ние имаме една традиција, ако некој гости не одбие, ја праќаме Зорка да ги разбуди дома, на лице место, бидејќи станува, Сабајлево ми звонеше на телефон во 4:45, 10 до 5 беше така. Да ти кажам, искрено со толку убав глас не би се бунала да ме буди. Ама секој ден да го слушаш. И тоа што викаш. Размисли малку. Да се вратиме ние на песните, освен што не си ранобудец, кажи ми берем дека сакаш кафе, за да некако се најдем или Леле. Ајде да го завршам побрзо интервјуво. Ни кафе не пијам, ни мача не пијам. Чај може би во зима, ама може некој цеден сок. Досадно сум, Леле, на две работи не се погодивме. И ранобудец и јас, значи, види мирисов на кафе. Како можеш ова? Не те правили срекна кога ќе го? Убава мириса, ама сега вкусот не ми е баш нешто помирак. Колку години имаш? 22, за Ќе 2 дена 23. Добро, ќе се пропиеш кафенце. Да се вратиме на музиката. Третата песна се вика 4. Дали четвртата би се викала 3? Па може би тогаш би требали никогаш доволно и боја да се викаат 1 и 2. Ама може ако некогаш вадам албум, ќе си ги крстам така со бројки 1 2 3 4. Ви паднал ли некогаш креативно таков муабетите да направам албум со песни 1 2 3 4 или сега се сети? Тоа дека го Има водиме паднато во интервјуто. мојата глава, ама го немам споделено со никој се уште. Добро, од ова нема да направам рил да не ни ја украде некој идејата. Да. Кој слушна, помина возот. 3 работи без кои не ти почнува денот. Сега, пошто рековме кафе дека не пијам, пошто сум досадна очигледно. Не можеш да излажеш сега. Да, така, сега- Мора други работи. Може би музика е многу очигледен одговор, малку е клише, ама стварно не можам без музика и кога ги имав изгубена слушалките, мислев дека ќе победам, така што музика би било на прво место. Си правам едни вежбички за лицето на Сабајле, без тоа исто не би можела. За обтегнување, да, малку така смење. лифтинг. Аха. Да. И вежбање, иако секако не вежбам секој ден, меѓутоа сакам денот да ми почне со вежбање, некако така ми е како рутина си го гледам и како убав почеток на денот, затоа што после се осеќам многу помрзливо и непродуктивно и така сакам енергетски да го започнам. Тука сме исти, добре. Дали балетот те прави посилен уметник или посилен човек? Колку ти помага во целиот овој процес? Па балетот колку што ме зајакна како човек и како уметник, толку и те прави малку поранлив, затоа што ти ги истакнува своите мани, бидејќи ние цело време сме обкружени или со огледала и со луѓе кои што не критикува дали во однос на танцот или во однос на естетскиот изглед. Меѓутоа би рекла дека ме направи поголем уметник меѓу балетските изведувачи, затоа што сметам дека кај нас многу ретко има некој што балетот го гледа како висока форма на уметност, чисто се подценува и Штета. Да, Добро, што тоа штета, говори да. на кој ниво сме со културата. Така, Ајде, да. ќе работиме да биде подобро. Така, Какви се правилно. Борис и Илчо за соработка? Одлични. Не знам дали Што гледат. значи тоа слушаат? Ако не гледат, ние ќе им пуштиме по фали ги, ќе направиме еден добар рил за да Може да. Па земеме јас поени. секогаш си ги фалам нив, многу си ги засакав. Не се шегам, одлични се и мора да ги пофалам едни од ретките и одлични соработници на Радио 2. Музиката што ја прават, Тоа тоа што ме веќе е инспирира- друга тема на дискусија. Да. Некако дадоа голема задача и на сите други музичари со стилов кој што го негуваат. Меѓу другото, тоа што сакав да го кажам е покачија дека стандардите. да ме инспирира кај нив тоа што си го задржија своето и си останаа доследни на она што сакаат да го прават. И мене тоа ми е искрено целта во музиката и општо во животот, да си останам своја и уникатна и да си го правам тоа што сметам дека е исправно и да си го слушам инстинктот. После летово готвите нешто во музичката коина, можеме да очекуваме нешто ново од септември да најавиме после овие топли Песна 2 оваа месеци. недела? Добро, ова не го знаев. Зорка го знаеше, а не ми го Не кажа. знам. Не го кажа ни на не или го чуваш И го изненадување? кажав, и го кажав, да, Значи да, да. нова песна. Нова песна. А, супер. Се надевам Да. ќе видиме меѓу првите и веќе што ќе ја испромовираме на Оваа Радио недела е 2. мојата роденденска недела и некако како поклон за себе решив да си поклонам една песна. што го... Се Кога ти е надевам роден ден? дека во четврток Во на четврток. 9. Среќен роден ден, Фала. да си здрава и жива и да останеш вака насмејана.
Не ти треба многу лифтинзи да правиш на 22 години, имаш убаво лице, Изгледа убава функционира. насмевка, ама функционира. Се шегувам и штом ќе имаме нова песна во втората сезона, ќе најдеме некако начин да ни дојдете и сите, да помоабетиме малку за вашата работа. Благодарам што утрово дојде во звук што се гледа за овие 7 минути. Кафе не пиеш, но ќе ти правиме друштво и после 8. Зорка продолжува со Тик-так на Радио 2, ќе те носиме во студиото. Ќе слушаме. Може? радосно, да. Фала ти многу за гостувањето. Фала и на вас. Кратка пауза да дојде Зорка и поможеш Зорке полека да дојдеш додека оди шпицата. Слободно чекори да го видиме тоа убаво лице, а? Не денес. А, не денес. Не, па ајде може да се јавиме, не мора шпица штом ни дојде. Зорка дојди тука до мене. Да запееме. Да запееме? Ајде шпица па да ги побараме колегите, може? Може. Ајде. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Вака, така, онака, денот си помина. Си помина денот, до утре до 7:30 и јас ќе ве поздравам од ова издание на Звук што се гледа. Од најавата ни е стандардна. 8 часот Зорка и Тик-так продолжуваат на радио, Така е. па да ги искористиме овие од утринскава на телевизија, да кажеме што имаме на програма. Имаме поинако вторник, после тоа си ти денес. Не, си- Рашела е 10 Рашела е часот, денес, во ритмот слушаме на колешката денот. Рашела, а со вас се гледаме утре во 7:30. Ете така. А во продолжение, драги Симона, пред вестите во 8 часот да ве поздравиме. Драги и драга Симона. Драги, драга Ти пишувам Симона, полека. нели следуваат вестите со нашата драга Маја, колешката, еве ја тука ја видов, толку од нас, чао. Леле, колку убава најава, Вана, ти благодарам и Мислам тебе, дека и Зорка Зорка. ни оставила некоја порака тука, кога сте насмејани, сте најубави, цело време смејте се. Зорка, твоја ли е? Денеска се топиме од убава. Ви благодариме за кого како практично завршува работниот ден. За нас ќе потрае скоро уште 2 Работниот ден во етер. Секако и колегите подготвуваат и за утрешниот Токму ден. така. Минута до вести, да не должиме многу најави. Ване, колешката Маја Стојанова се подготвува за најновиот пресек на информации од светот и од регионов, па и земја. Со нас се гледате нешто по 8 часот и 10 минути.